Ајде на кратко за инфлацијата, заради тоа што сметам дека треба да ги расчистиме тие небулози дали е увезена или не е увезена. Отприлика 48% не е увезена. Еве ќе ви објаснам како, за да се објасниме и на тие што ги пишуваат тезите да им стане јасно, зашто мислам дека не им станало. Три главни работи кои што влијаат на инфлацијата: цената на електричната енергија, цената на горивата и цената на храната. Еве да почнеме од електричната енергија, како може да ја намалиме инфлацијата. Да почне оној криминалец на намо оделем да произведува повеќе. За една година 1 милион мегават часови помалку производство на електрична енергија. И тоа е факт. Сега, ако за една година имаме помалку 1 милион мегават часови произведено електрична енергија, и ако ја увезуваме, значи од држава извезуваме девизи. Во моментов мегават час на светската берза е 250-260 евра. Да произведуваме барем како што сме произведувале пред една година, тие пари ќе останат во буџетот. Ако произведуваме повеќе, нема да има потреба повеќе тоест ако произведуваме повеќе, нема да има потреба повеќе да увезуваме и на тој начин нема да плаќаат граѓаните толкава цена на електричната енергија, затоа што за да плаќаат граѓаните да се накачува цената на електричната енергија, ја плаќаат заради тоа што овие главни 3 или 4 компании кои што ја дефинираат цената на електричната енергија, ја креваат затоа што треба да платат повеќе на некое друго место. Да произведуваме повеќе, нема да плаќаме толку поскапа струја. Што значи дека тука еве веќе еден инфлаторен контрибут го намалуваме. Да идеме за горивата. Да, точно е дека цената на горивата најголем дел се дефинира согласно светските берзи. Еве ние ви понудивме закон. Да го усвоиме законот за ДДВ и за 25 денари по литар сега ќе паднат горивата. Тука значи дека на уштеден начин ќе успееме да ја сопреме таа инфлација. И третиот начин, по цената на храната, ви кажавме маржи и стокови резерви. Стоковите резерви треба да се полнат и јас се согласувам со вас и не може да се држат вечно нели во тие складишта исто како горивото. Но затоа ние од овој буџет издвојуваме средства и плаќаме луѓе. И таму луѓе земаат плата. Таму има директори, има управни одбори, има вработени, ние за тоа ги плаќаме. За да направат стратегија, за да направат план. И тие луѓе доколку направат стратегија и плана не земаат плата за џабе, тогаш ќе успееме на некој начин да ја зумиме понудата на храната, да ги замрзнеме цените на тие прехранбени, неколку прехранбени производи и еве ќе спомнам успешен пример. Унгарија е сосема успешен пример. Австрија е исто така успешен пример за замрзнување на цената на горивата, не на маржата, на општата цена и на храната. Ете така ние како држава ќе успееме од тоа што го имаме во моментов како држава, како инструмент да влијаеме на инфлацијата. Ништо од ова ние не правиме. Ништо од ова не правиме. И ние велиме ќе биде повисока инфлацијата, ќе биде уште повисока, господине Велковски, сега е 12%. Од кога запреа овие меркиве, до сега имаме зголемување на литар на гориво вртоглаво. Цената на храната расте, електричната енергија кај да ќе се поскапи, ние како имаме план да ја сопреме инфлацијата, нема да ја сопреме инфлацијата. Еве ќе се повикам на официјални бројки на ССМ. Велат од почетокот на годината до сега за 3800 денари е поскапен животот. Минатите, еве ќе речеме за последниве 60 на денови, прво беше 1300 денари за еден месец поскапена живеачката, па потоа за 700 денари, сега ќе видиме за месецов колку е поскапена живеачката. И сега ние тука ќе разговараме за некои други работи што везе немаат со реалноста. Значи, повторно ќе кажам, да може да се влијае, да може да се влијае. Како може да се влијае? Ако во држава има сериозни работни групи со сериозно квалитетни луѓе, со луѓе кои што знаат и да изготват план. Имаше една шега на социјалните мрежи каде што еден пријател му вели на другиот: дали се сеќаваш на големата финансиска криза во 2009 година? Ој му вели не. Па нема да се сеќаваш кога тогаш имаше способни луѓе кои што ја управуваа. Сега за 10 години сите ќе се сеќаваат од ова. Реалноста е таа. Сега, од аспект на тоа, еве да ви одговорам за кое е моето чувство за тоа што јас сметам дека што владата има како план. Владата има следен план. Има, колега Петрушевски, сега ќе ви го кажам. Дали рипаат цените на храната? Да. Дали струјата е поскапа? Да. Дали горивата се поскапа? Да. Дали немаме зејтин? Немаме. Дали немаме пшеница? Немаме. И сега се собираат овие во владава
И замислете кој е решението. Не се секирајте, Србија е тука, ќе донесат од Србија. Тие ќе ни дадат и зејтин, тие ќе ни дадат пченица, исто како што коленичевме за вакцини, онаа грда слика на границите, исто како што овој Бектеши се сликаше со оние зејтини недонесени од Србија, исто како за пченицата. Тоа е нашиот план како држава. Тоа е нашиот план како држава. И вие зборете ми за сериозни и силни институции. Вие не зборам конкретно за вас. Вие зборете ми, зборам како општ конгломерат на партии, на луѓе, на ликови, на тези составени во едно нешто, и вие зборете ни нас за сериозна држава, за сериозен одговор кон кризата, за капитални инвестиции, за ребаланс на буџет, за милиони и милиарди денари и евра, кога единствениот план како држава ни е тој. И зошто не се спремаме за зимата? Заради тоа што кога ќе се од економскиот тим, некој веројатно има најбрилијантна идеја прифатена од пленумот, тоа е не се секирајте, тука ни е Србија, како ще се во изминатава година и половина, така и тие ќе ни помогнат. Пак ќе слушаме изјави од странски државници дека во моментот подгата за одредените политики кон одредени држави е над 90% во држава, тоа е така. Сега ние можеме да спориме тука и да аргументираме, но чувството на подреденост на оваа држава во внатрешните работи према другите држави никогаш не било посилно сега. Заради ова. Кажав, сметам трите работи кои што за мене ја подгреваат инфлацијата, кажав моите идеи како можеме да ги сопреме, се понатака можеме да си разговараме за дневно политички фолклор. Суштината е дека како држава нема да успееме да одговориме на ова и дека на крајот на годината повторно ќе правиме уште еден ребаланс на буџетот, каде што повторно ние милиони евра од капитални инвестиции ќе ги прераспределуваме на стоки и услуги, на договорни услуги и на извршни исправи, а никој нема да знае каде завршуваат тие пари. Тоа е моето мислење и сметам дека бевме доволно културни и аргументирани во нашава дискусија за граѓаните да произлечат заклучок.